Курто краде, овој краде, оној краде. Тоа се симптомите на проблемот. Тоа не е самиот проблем. Проблемот е што ние сме под опсада на туѓинска власт, која што не ни дозволува да си ја почитуваме нашата историја. И која што не ни дозволува да ја проучиме историјата, за да станеме подобри луѓе. Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 30-тото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум, како и секогаш, вашиот верен домаќин Душан Петровски. Денеска ќе се занимаваме со темата дијалектичка зона на самракот или талмудика. Првин, само да напоменам неколку работи во однос на она што планирам за периодот што предстои. Влегуваме во летото и сега се повеќе од нашата публика се повеќе луѓе се занимаваат со летни работи, со башчаванџиски работи, со одмори, продолжени викенди, инвазии на Солун и така натаму. А од моја страна, јас сум малце повеќе зафатен со мои лични работи, со бизнисот и секако со проектот на кој што работам, на долгорочниот проект на кој што работам, а тоа ќе биде една книга која што ќе опфаќа поопштината историја на Македонија и која ќе се занимава со последниве 70-80 години со методите на УДБА и прашањето зошто Македонија се наоѓа каде што се наоѓа. Па поради тоа сметам дека можеби најдобро ќе биде во идните 2 месеци малку да го намалам темпото со подкастот. Меѓутоа, во меѓувреме, она што го готвам е објава на дневникот на Крсте Петков Мисирков, кој што го спомнав во една од минатите емисии, мислам беше впрочем во минатата емисија. Дневникот беше издаден од Државната агенција Архиви на Република Бугарија и од Државниот архив на Република Македонија во 2008 година и е едно од големите дела на Зоран Тодоровски, кој што ќе биде човек на кој во Слободна Македонија ќе треба да му се изгради еден позначаен споменик. Дневникот оди од 5 јули до 30 август 1913 година. Се од првин размислував да го дневникот да оди секој ден, значи да почнам на 5 јули и да завршам со објави на 30 август, меѓутоа тоа ќе значи еден сериозен обем на работа и од друга страна ќе значи дека секојдневно треба публиката да се вклучува, а тоа не верувам дека ќе се случи во идниве 2 месеци, во летните месеци. Па планирам дека дневникот на Крстев Мисирков ќе почнам да го објавувам на 5 јули, односно на 4 јули ќе го објавам предговорот на издавачите и на 5 ќе започнам со самите белешки на Крсте Петков Мисирков. Планирам отприлика да објавувам по 2 или 3 белешки неделно, така што повторно целиот дневник би се објавил во рок од 2 до 3 месеци, односно во рок од 4 до 5 месеци, и ќе биде нешто што ќе ни даде еден додаден приток на содржина на нашиот канал. Ќе ни даде прилика да ги видиме работите како ги гледал Крсте Петков Мисирков во 1913 година, значи 10 години после неговото семинално дело за македонските работи, и ќе видиме како тој веќе зрел човек кој што подобро од повеќето македонци ги запознал србите, бугарите и русите, и како тој
размислува во самата разврска на Втората Балканска војна, односно меѓусојузничката војна. И можеби на тој начин ќе можеме да научиме нешто за себе, за нас, за македонците, за нашиот карактер, за оние кои што се преправаат дека ни се сојузници, во оние кои што се колнеме дека треба да во нив да веруваме. И едноставно подобро да го запознаеме светот, за да знаеме како подобро да настапуваме во него. Со тоа речено, да одиме со денешната содржина. Минатата недела нашиот мудар премиер Зоран Заев испадна со многу храбра изјава после едно од неговите посети таму во Европа. Да ви кажам право точно, не следам кај оди, чисто му се фаќа. Експрес МК објавува: Заев, имаме блескав извештај, преговори со ЕУ во декември, 19 јуни 2019 година. Веста понатаму вели: заклучокот на Советот на министри е апсолутна гаранција, октомври ќе биде октомври и нема да биде подоцна. Ниту една земја не е против Северна Македонија, а преговорите со ЕУ ќе почнат во декември, одговори премиерот Заев на новинарско прашање поврзано со неофицијалните информации дека 7 членки на Европската унија биле против датум за преговори со Македонија и Албанија. Веста дека имало некој против, односно дека конкретно 7 членки на Европската унија биле против датум за преговори со Македонија и Албанија, мислам дека ја објави поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошевски. И конкретно на тоа одговара Заев. Понатаму во текстот се вели за тврдењето на поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошевски дека против преговори со Македонија биле Франција, Холандија, Германија, Данска, Луксембург, Белгија и Шпанија, премиерот со одговор: јас немам такви информации. Советот на министри нема можност да донесе таква одлука без сите земји да бидат согласни. Добивме безусловна препорака, имаме блескав извештај, а во декември ќе почнат преговорите со ЕУ. Значи тоа беа преговорите кои што тој вети дека ќе почнат во јуни годинава. Значи веќе имаме од Заев една практика каде што тој манипулира, лаже, често едноставно од ракав тресе работи, само со цел да купи време. И очигледно дека македонската јавност овој пат не потпадна на оваа негова манипулација. Меѓутоа, идниот ден МИА, Македонската информативна агенција, ја објави следната вест од Ана Цветковска, 20 јуни 2019 година. Северна Македонија очекува датум оваа есен, ниту една земја членка не била против преговори. Оваа есен Северна Македонија очекува датум за почеток на преговорите со Европската унија, а самите преговори би почнале до крајот на годината. Земјата, како што изјави вчера премиерот Заев, добила писмена гаранција за датум за почеток на преговорите на есен, а за тоа се согласиле сите земји, иако некои од нив имале забелешки во однос на одредени аспекти на спроведените реформи од страна на Северна Македонија, сепак ниту една земја не била против. Тоа се мислам дали е во однос на ваквите реформи што ги прави Зоран Заев, што ете вчера, ова е секако сатира, меѓутоа ме вели Зоран Заев, нов поглавар на МПЦ, а се однесува на фактот што тој вчера го разреши Тевдо Данска и се назначи себе си за министер за финансии, одозгора на фактот што тој е уште или беше своевремено заседавач на комисијата за реформи во судството или во УБК. Значи, Заев се повеќе и повеќе влече потези кои што се повеќе и повеќе наликуваат на Бенито Мусолини, на неговото владење со Италија во 20-тите и 30-тите години, кога своевремено држел по 5 или по 10 функции, баш кај што не сум сигурен дали македонскиот устав како што стои денес дозволува еден министер да држи две
два портфелја. Колку што се сеќавам сега, да не одам да чепкам, може некој ќе ме исправи тука, колку што знам, нашиот устав забранува спојување на известни позиции. Така што мислам дека позицијата премиер е неспојива со друга позиција, меѓутоа може би грешам тука. Значи имаме некои конфликтни извештаи тука. Од една страна власта вели дека сме добиле препорака, дека веќе имаме датум, ако не октомври, тогаш декември. Да видиме од што се вика од устата на конјот, што викаат овде, од устата на магарето, што вели Јоханес Хан. Nevertheless, in this light, it's unfortunately that a minority of member states were not able to support the Commission's clear proposal to open accession negotiations with Albania and with North Macedonia already Меѓутоа, today. вели Хан, за жал, извесен број на држави не беа подготвени да го поддржат предлогот на Европската комисија за започеток на преговори за прием на Северна Македонија и на Албанија. Значи, Хан го демантира она што го зборува Заев и она што го објавува Македонската информативна агенција. Имаше вести со Лајчак, словенечкиот министер за надворешни работи. Почетокот на преговорите со Европската Унија е одложен поради технички причини, вели словачкиот шеф на дипломатијата и председавачот на ОПСЕ. Лајчак тврди дека самиот бил сведок на позитивната атмосфера во Луксембург кога се зборувало за Македонија, но поради гласањето во Бундестагот одлуката била одложена. Значи, од технички причини не бил даден предлогот, односно не поминал предлогот за Македонија, за почеток на преговори со Македонија. Добро, технички причини не добиле доволно доволно голем број на гласови за. Меѓутоа да го проследиме манекенот и да чуеме што има да каже. За Македонија, но поради гласањето во Бундестагот одлуката била одложена. Немаше ни една земја членка која што рече не за Северна Македонија. Земите членки има проблем со Албанија и ова е дилема за која што мора да размислуваме и да се справиме со неја. Тие рекоа, како што спомнав, дека ова не е време за проширување, треба да се фокусираме на Брекзит. Значи што вика? Од една страна вика немаше никој кој беше против Македонија, но Хан вели дека немаше доволно земји членки кои што беа подготвени да бидат за. Значи немало никој против, но немало доволно членки за. И ова второто што го вели Лајчак, вика, значи се спротивставувале известни земји членки за приемот на Албанија, меѓутоа подоцна вели дека тие земји членки општо се противат на идејата за проширување на Европската Унија. Влезот на Македонија, односно на Северна Македонија, би значел проширување на Европската Унија. Значи сега, не е 6, туку е пола дузина. Што викаме во Куманово, не по шија, него по врат. Станува збор за манипулативен начин на комуницирање, во кое што се сака да се каже нешто, меѓутоа не смее да се изрече тоа и сега се прават, тоа се мота во секакви обланди за да се добие представа дека станува збор за нешто друго. Изјавите, кога ќе се разглобат на чисто логичен јазик, изјавите и на Хан и на Лајчак сугерираат дека Македонија не добила датум за преговори и дека нема во догледно време таа да добие, бидејќи постои извесен број на земји членки кои што не се подготвени да ја прошируваат Европската Унија. Има уште едно нешто што во изјавата на Лајчак некако останува изгубено во сето ова, а ќе го спомнам само странично тука. Тој спомнува дека вистинскиот проблем, ајде да речеме Северна Македонија не е така голем проблем,
Меѓутоа, Албанија е проблем за известен број на земји членки и категорично тие не сакаат воопшто да размислуваат за приемот на Албанија. Го спомнувам ова затоа што минатата недела излезе една вест од страна на албанците во Македонија дека доколку Македонија, Северџанија, како сакате крстете ја сега ова творевина на Заев, ако таа држава не настапи со влез во ЕУ на во изгледна иднина, дека тие ќе почнат со планот за формирање на федерализација на Македонија и на формирање на Велика Албанија, која што тие веруваат дека ќе влезе во ЕУ. Меѓутоа, очигледно е дека Македонија не е проблемот за влезот на албанците во ЕУ, туку дека тие самите си се проблем за влез во ЕУ. А зошто тоа е така? Не треба да одиме многу подалеку од нивниот карактер. Ако знаеме дека албанците го представуваат најголемиот криминален елемент во европските држави каде што живеат, тогаш може да не биде јасно зошто европејците не се заинтересирани да ги примат во нивната унија. Значи, го видовме првиот дел од талмудиката, од волшебништвото кое што се обидуваат да го протнат комуњарите на Заев. И сега одиме со она што е главното, кое што сакам да го дискутирам денес, а тоа е ненадејната промена на ставот на комунистите за етничкото изјаснување на револуционерите, на Гоце Делчев, на илинденците и на дејците за македонската кауза. Пендаровски вели, Делчев се декларирал за бугарин и се борил за македонска држава. И може би да излезам надвор од мојот мандат, бидејќи во изминативе неколку недели имав интензивни консултации со луѓе кои се разбираат во таа работа, затоа што јас сум сигурен дека тоа постепено станува политички проблем. Тврдам дека тоа допрва ќе станува политички проблем ако пристапот од бугарска страна продолжи да биде ваков. Значи, неспорна историска вистина е. Сите што имаат малку вистина. Запазете, неспорна историска вистина. Нешто што до вчера оние што го изречуваат тоа беа бележани како бугараши, зашто беа шиканирани, отстранувани од македонското општество, ставани во затвор. Денеска претседателот на Република Северџанија вели дека било неспорен историски факт. Ќе го слушаме повторно. Значи, неспорна историска вистина е. Сите што имаат малку сознание од тој историски период е дека Гоце Делчев се изјаснувал како бугарин. Но дали не е историска вистина 100% дека Гоце Делчев се борил за македонска држава? Автономија, независна држава, па дури на крајот оставил аманет неговите коски да почиваат во независна Македонија. Не постои ни еден документ кој вели дека сега што е проблем тука? Па проблем е што испаѓа дека Гоце Делчев бил Ванчо Михајловист. Зашто и Ванчо Михајлов се декларирал како бугарин, но се борел за македонска држава. Во истава ова тема е и Бранко Тричковски минатата недела, како што еден од моите добри пријатели од Куманово, еден од учесниците во докторското крило, кое што пред 20 години се крена на револт против корумпираноста на Љупчо Георгиевски и Драган Даравелски. Минатава недела преобјави една статија на Бранко Тричковски и неговото првин коментарот на доктор Бато вели и Бранко Тричковски, еден од најпознатите садамовски opinion makeri, призна дека нашата комунистичка историографија била фалсификувана. Па да го разгледаме текстот. Тричковски го насловил својот текст да и го растуриме детството на Македонија. Па веднаш првин да дадеме една мала анализа на тој став. Ако помислиме какви израснуваат да бидат луѓето на кои што им се растурени детствата, тука зборуваме за дали деца кои што претрпеле некаква траума, доживеале смрт на родител, биле сексуално малтретирани,
или некоја друга слична таква траума, обично, не секогаш, но обично, правилото е дека таквите луѓе завршуваат како многу несреќни луѓе, со многу несреќни судбини. Обично имаме криминални појави, имаме дегенерични појави, имаме психопатија, социопатија, секакви непожелни антисоцијални појави. Значи, луѓето кои што израснуваат, луѓето на кои што им се растура детството, обично не созреваат во темелни, здрави, продуктивни членови на општеството, туку тие обично се некакви психопати. И веднаш тука треба да ни падне во очи дека целата идеја на сето ова што ќе го промовира Тричковски понатаму во неговиот текст е наменето од Македонија, од македонците да направи психопати и социопати, антисоцијални луѓе, антисоцијална држава, антисоцијална нација. Одиме со текстот. Секогаш кога нема да успее да се самоубие на еден начин, на македонецот ќе му речат пробај вака. Така и сега, откако не успеа да се утепа со старото име, со референдумот, со уставните измени и со новото име, некој му го препорача гоцата. Убаво јаже на кое може да се обеси и да сврши. Дали бил бугарин или македонец? Гомбрович би рекол, поѓаволите со гоци и со сите предци, со нивната уметност, борба, големина, гениалност, вграденост во националната кауза, битни сме ние, нашите творечки потенцијали, остварувања, цели и идеали. И тука станува збор за апсолутно нарцисоидно однесување, апсолутно нарцисоиден став и поглед на животот. Зборуваме за нихилизам, зборуваме за дегенеричност, зборуваме за живење во моментот. После мене потоп. Зборуваме за начин на кој што живеат животните и начин на живот, па дури и по дивљачки од што живеат дивите племиња во Амазон, затоа што барем тие се додржуваат до своите обреди и до своите традиции. Ова што го цитира Тричковски од Гомбрович сугерира дека треба уште по диво и понецивилизирано да се однесуваме. Што може да направи денеска Гоце за нас? Ништо нормално, освен да не заебава, кочи, гњави и малтретира. Јебо вас Гоце. Се извинувам на јазикот. Така би рекол Витолд, а тој е многу паметен. Така им рекол на пољаците за Шопен, Мицкиевич, Кири, Пидулски, Собјецки, Сјенкевич. Дали пољаците се откажаа од нив? Пољаците се откажаа од нив за време на комунизмот, кога беа под советско робство. Меѓутоа, пољаците денес се една од најмногу националистички расположените нации во Европа и гледаме дека тие се една од најстабилните нации во Европа. Тие немаат проблем со мигранти, немаат проблем со криминал, немаат проблем со масовни силувања, затоа што тие не се откажуваат од Шопен, од Кири, од Собјецки. Особено не се откажуваат од Собјецки. Замислете, вели Тричковски, еве како тоа изгледа во една моја интерпретација. Од секогаш ме нервирало македонското детинество, второстепено, средно и побожно, можеби повеќе суверено светче. Тоа е суеверено светче. На тоа ја препишував македонската неподвижност во историјата, македонската импотенција во културата. Тој народ без филозофија, без свесна историја, интелектуално мек, духовно плашлив, народ кој се одлучи за само честна и честита уметност, расточен народ на лирски стихолепци, на лирски стихоклепци, на фолклорот, на пијанството, на глумците. Мојата дејност има за цел да го извлече македонскиот човек од сите второстепени стварности и да го соочи непосредно со Вселената, па нека се снаоѓа како може. Сакам да му го растурам детството. Тука е основниот проблем. Тричковски се обидува тука да не замае и да ни каже да, еве, Делчев бил бугарин, да го баталиме него, да го баталиме минатото,
Затоа што ние сме прост народ, ние сме некултурен народ, ние сме народ на пијаници, ние сме народ кој што не произвел ништо, никаква висока култура, и затоа ние треба да заборавиме се од минатото и сега одеднаш тоа ќе се створи тоа што посакува да го створи тој, висока култура, не знам што, тоа самото од небото ќе падне. Тоа е тешка манипулација. Не можеме да тргнеме напред, дури не се осознаеме себе си, дури не ги осознаеме своите слабости, дури не ги осознаеме своите предности, дури не осознаеме што направиле успешните народи за да успеат. Така постапуваат, така кажеме, спортските фигури, спортските екипи, така настапуваат сите оние кои што се такмичат во светот. Започнуваш од себе си, ги пронаоѓаш своите слабости, своите предности, ја проучуваш конкуренцијата, ги проучуваш правилата на игра. Правилата на игра се многу важна работа. Доколку не ги разбереме правилата на игра во животот, првин, оние правила кои што ги напишал Господ Бог, а потоа правилата по кои што играат луѓето, кои што се разликуваат од правилата на Господ Бог, затоа што луѓето се грешни и кварливи, дури не го разбереме сите тие работи, ние ништо нема да постигнеме. А Тричковски вели не, баталете го сето тоа, тој сега вели, од една страна го критикува пијанството и сето друго во македонскиот карактер, меѓутоа тој предлага ново пијанство. Тој предлага сега да се замајуваме дека ќе станеме европјани, без при тоа да разбереме како европјаните станале европјани. А што е проблемот кај нас? Зошто ние не сме станале европјани? Тоа е невозможно. Понатаму Тричковски вели, а не Гоце па Гоце, бил македонец. Курац фини бил македонец. Да кажеш дека бил македонец во денешна смисла е исто како да кажеш дека користел айфони и видеоврски со Централниот комитет. Сега тука Тричковски кооптира и манипулира. Ова е идеја која што јас ја промовирам, која што ја промовирам од татко веќе подолго време, дека е несовесно да го наметнуваме денешниот идентитет, односно денешните сваќања за национален идентитет, да ги наметнуваме на ониот пред 100 години, кога тие живееле во една друга парадигма и кога тие идеи биле сваќани на еден друг начин. Например, книгата на Брајсфорд, која што ние ја преведуваме Македонија, незините народности и нивната иднина, всушност се вика Македонија, незините раси и нивната иднина. Значи, зборуваме за еволуција на мислата. Пред 100 години, тие луѓе, пред 120 години, пред 130 години, кога зборуваме за нивната етничка припадност, Брајсфорд би рекол дека тој зборува за нивната расна припадност. А расната припадност тогаш се гледала повеќе во смисла на она како што ние ги делиме кучињата по раси. Значи има два волчјаци, еден е потемен, еден е посветол, тие се речиси истото животно, меѓутоа има суптилни разлики меѓу нив. За разлика од она како денес ја толкуваме расата и ги делиме грубо луѓето на три главни раси, на кавказска, африканска и монголска. Меѓутоа, тука има исправно нешто, значи тука е манипулацијата на Тричко да каже не е совесно и не е честно сега да му го наметнуваме, да ги судиме луѓето од пред 100 години со денешни стандарди, меѓутоа ќе видиме што тој се обидува да направи. Тој вели бил бугарин. Да, бил бугарин, меѓутоа бил бугарин по сваќањата од овој период. Како раса, како бугарска раса, значи како германска раса. Како зборуваме за работи кои што се поразлични од денес. Зборуваме за идеи кои што се толкуваат на поразличен начин од што се толкуваат денес. Тричко вели дека Гоце бил македонец во смисла во која што тој е овчеполец.
Не е точно. Постои ли или дали некогаш постоело движење, организација, идеја за политичка автономија на Овчеполијата? Постоело ли некогаш движење кауза Овчеполска? Значи не е баш така. Ние викаме дека Македонија до пред ВМРО да ја оцрта Македонија како таква, била пред се географска одредница или географски поем. Меѓутоа, таа существувала и како провинција, како држава, била политички субјект, меѓутоа, во еден подолг период не постоела, значи во време на турското време и извесен период пред тоа, таа не существувала како политички објект, односно политички субјект. Меѓутоа, Овчеполијата никогаш не существувала како такво нешто. Овчеполијата е географски поим во буквална смисла. Меѓутоа, Македонија е малку од секогаш била малку повеќе од само географска одредница. И конечно, дали, како што реков, дали постоело ВОО, односно ВМРО, дали постоела внатрешна Овчеполска револуционерна организација? Значи, не бил баш Гоце и нашите стари, не биле баш македонци како што е тој Овчеполец или како што сум јас Торлак или Которец. Но ништо од тоа, вели Тришковски. Македонците прават голема грешка кога од бугарите кои се бореле за Македонија, автоматски по таа линија прават македонци, и второ, кога денешниот карактер на Македонија го проектираат во минатото и по таа линија извлекуваат заклучоци за што се борел Гоце. И не само Гоце, туку сите негови другари и соборци, односно целото ВМРО со сите афилијации. Сите се бореле за Македонија како бугарска земја. Значи, еве ја суптилната лага која што подоле ќе ја разглобиме целосно. Меѓутоа, овој факт е неминовен дека ние мораме да ги земеме тие луѓе кои што пред 120 години се бореле, се чувствувале како бугари, но се бореле за македонска автономија, а потоа и држава. Тие луѓе се нашите предци, тие луѓе се прадедовци и дедовци на нас, на оние кои што денес живееме во Македонија и кои се викаме македонци. Единственото што се разликува тука е номенклатурата која што ја користеле. Меѓутоа, ова е дел од играта која што од секогаш ја играле србите во Македонија, а тоа е одвојувањето на ВМРО од Македонија, од македонската идеја, односно од идејата дека македонците сами треба да си ја бркаат својата судбина и македонците сами треба да се развиваат надвор од сите други врховизми, од српскиот, од бугарскиот, од грчкиот. Сите се бореле за Македонија, вели Тричковски, како бугарска земја. Еднаш напишав да веруваш дека ВМРО од Софија се борело за независна Македонија, исто како да веруваш дека Александар Вучич во Белград ја организирал УЧК да се бори за независно Косово. ВМРО од Софија. Секој ден нешто ново учиме. Еве Брайсфорд што запишал околу ВМРО од Софија. Кога во прилог на овие предности бугарофилските македонци го оформија нивниот изворедно организиран револуционерен комитет во 1893 година, српската кауза го доби својот смртоносен удар. Има огромна разлика помеѓу ривалските пропаганди, каде што додека бугарите работат кон автономијата на Македонија, србите и грците целуваат само на нејзино анексирање кон своите земји. Како производ, нивните активности делуваат дека се наменети за профит на нивните држави, додека бугарите несомнено креираат дух на локален македонски патриотизам. Како инаку да го протолкуваме ова, освен како зачеток на македонскиот идентитет? Креираат дух на локален македонски патриотизам.
Српското движење е чисто официјална агитација, значи еве околу ова ВМРО од Софија. Српското движење е чисто официјална агитација насочувано и финансирано од Белград. Додека и покрај симпатиите на Софија, Бугарскиот револуционерен комитет е автентично македонска организација. Какво ВМРО од Софија? Зашто зборуваме тука? Какви небулози тропаат овие луѓе? Какво ВМРО од Софија? Дури и Христов во Херои и убици, кога го опишува ВМРО во 30-тите години, за период за кој што нашата пропаганда вели дека Ванчо Михелов се шлајал по Софија, тој опишува петешествие по селски патишта и по планините на Пиринска Македонија во некое село скриено некаде Буг ти знае каде. Таму бил генерал штабот на ВМРО. Во Пиринска Македонија. ВМРО во периодот меѓу двете светски војни имал удел во политиката во Бугарија, тоа е несомнено. Тој опишува дека 11 пратенички места кои што биле од Пиринска Македонија биле контролирани од ВМРО. Знаеме дека ВМРО поставувало министри, дека вршило атентати врз политички фигури. Точно. Меѓутоа, ВМРО не функционирало од Софија. ВМРО може да речеме дека е контролирало бугарската држава, а не обратно. Кој е ВМРО од Софија? Понатаму вели Тричковски, втора работа, во дуелот со историјата и со историските противници, македонецот редовно го бира оружјето со кое е најслаб, историските факти. Ако работата се сведе на строго фактографско расчистување, а не на градење на синтеза и на нов почеток, ние ќе останеме без ништо или речиси без ништо се до 1941 година. Па чекај бе, другар. Кој пишува објава со наслов да и го растуриме детството на Македонија? Не сум тоа јас, тоа си ти. Ти велиш да избришеме се до 41 година, односно до 45 година ти велиш да избришеме се. Јас велам да го земеме минатото какво што е и од него нешто да научиме. Да тргнеме од објективната мотивација да научиме нешто, а потоа наративот самиот ќе се испише. Меѓутоа, проблемот е тука што имаме српски слуги кои што се обидуваат нашето минато, нашата вистинска историја да ни ја избришат и да не направат тикви без корен. Одиме понатаму. Тоа е тажно, се разбира, но помалку солзи ќе ни предизвикаат тие што отворено не се соочуваат со оваа вистина, отколку оние што ја кријат. Сеедно дали тоа го прават затоа што се плашат од неа или затоа што не се во состојба да ја препознаат. Значи, повторно тука зборуваме за коптирање на мојата теза, дека фактите се факти и дека тие сугерираат непостоење на македонски национален идентитет и на македонска национална држава се до средината на 20 век. Фактите сугерираат дека цар Самуил не бил цар на Македонија, иако царувал од Македонија, меѓутоа тој имал бугарска круна. Како инаку да го објасниме фактот дека цар Самуил, македонски цар, оди во војна против Василий II, покрстен бугароубиецот, последниот византиски император од македонската династија. Која е тука логиката? Меѓутоа, следи манипулацијата и тука доаѓаме полека до она главното што му е на Тричковски и она што ќе му го одговори прашањето на доктор Бато, зошто, тој кој го поставува на почетокот, зошто одеднаш Тричковски, Геровски, Пендаровски одеднаш менуваат став и тврдат дека ете македонските дејци од илинденскиот период се декларирале како бугари и едноставно полека, но сигурно почнуваат да ја признаваат вистината дека доколку
постоел некаков си идентитет меѓу оние луѓе кои што ние денес ги нарекуваме македонци, почесто од што не бил некаков бугарски идентитет. Тоа треба подобро да го разглобиме и да го разбереме како е било тоа, зошто било тоа, што се подразбирало под тоа, тоа е несомнено. Меѓутоа, фактот мора да го утврдиме дека речиси сите македонци се декларирале како бугари. Како тргнала работата, вели Тришковски, речиси сум сигурен дека бугарите ќе побараат да им го вратиме и денот на револуционерната борба на македонскиот народ, односно денот на формирањето на ВМРО како најпозната бугарска организација за ослободување на Македонија. Како што видовме, Браилсфорд вели нешто поинаку. Вели дека ВМРО од секогаш била автентично македонска организација. Со право, вели Тришковски, идејата на оние што го утврдија како државен празник беше имено остварување на ваков ефект. Значи, еве го удбашот, се јави. Тие не можат да избегнат од нивната обсесија ВМРО да го поврзуваат со Бугарија, со бугараштво, со великобугарската идеја. И тоа е целата финта. Сега, од Груевски сакаат да направат бугараш, демек заложбеник за бугарската идеја, и дека, впрочем, тој на еден магионичарски начин се направил да всушност ВМРО го изгубиме на бугарите. Тоа што УДБА запишала 30.000, 50.000 македонски ги патриоти, македонски националисти како бугараши во изминатите 70 години, тоа зошто да се занимаваме со тоа? Кога ќе се заглавите во калта на дел од историјата, вели Тришковски, како нечиста легитимација на своето постоење, спасот не е во инатењето. Бугарите грешат во некои политички па и културни аспекти на проблематиката, но не и фактографијата. Но фактографијата не е се. Постои чудоредност и имагинариум кои знаат да бидат посилни од фактите. Значи, повторно, Тричковски вели да не се занимаваме да ја проучуваме историјата и вистината, да ги разбереме суптилните работи, сите нијанси, сите детали на историјата, за да разбереме зошто некои работи биле така, туку да земеме нашата мечта да ја употребиме и да напишеме нова митологија која што повторно нема да има никаква врска со фактите. Како што впрочем идејата дека ВМРО било од Софија е имагинарен факт. Такво нешто не постои. Фактите можат да се свртат против нив и да ги представат како инфериорна страна, вели Тричковски. Јас им препорачувам да бидат повнимателни. Како што, и еве го тука главното, како што на македонците им препорачувам да бидат похрабри, поотворени, особено во идејата да се конституираат спротивно на својата предвоена историја, а не со помош на неа, затоа што со помош на неа само ќе заглават како што впрочем и заглавуваат. Тоа е. ВМРО е формирана како внатрешна организација за ослободување на Македонија да се поштеди Бугарија од ризиците да биде обвината за санстефанското нарушување на рамнотежата во корист на руските интереси, што било многу важно по Берлинската ревизија на Санстефанскиот договор. Поделбите во ВМРО не се по национална основа, како што тврдеше македонската комунистичка историографија, туку по линија на тоа дали Бугарија треба да продолжи да се плаши или треба подиректно да интервенира во Македонија. Се разбира, во организацијата и околу неа постепено зреат идеите за самостојност на Македонија врз основа на критериуми кои се блиски до реална независност, но тие се повод за жестоки пресметки со илјадници жртви. Повторно, комунистичка талмудика, илјадниците жртви на ВМРО се воглавно жртвите на Илинденското востание, а жртвите на терористичките напади на ВМРО од меѓувоениот период, кои што биле насочени конкретно против српските државни институции кон српската држава.
илјадници жртви на ВМРО од македонска провиненција не постојат. Тоа го опишува и Браусфорд, го опишува и Кит Браун, го опишува и Христов, го опишува истото и Ванчо Михайлов. Илјадници жртви како што представуваат комунистите дека оставило ВМРО зад себе, дека земјата ја покриле со гробови и ја потопиле со крв, тоа е чиста комунистичка лага. Дури и во Илинденското востание се отприлика учествувале околу 10.000 војници, помалку од 5.000 жртви има во востанието. Она што е најголемата загуба во Илинденското востание се раселените луѓе, уништените села, десетици илјади луѓе останале без покрив на главата. Меѓутоа, ВМРО и во своите меѓусебни пресметки бројката никогаш не надминала неколку стотици, а и тоа е некоја голема бројка. Меѓусебните пресметки на ВМРО или казнувањето на предавниците, казнувањето на оние кои што се сврзувале со грчката кауза, со српската кауза, тука зборуваме за стотици инциденти. Тоа е она што мора да го избиеме од комунистичкиот мит околу ВМРО, дека ВМРО била крвничка организација која што безразумно убивала што стигнала. Жртвите на ВМРО се многу мали во споредба, особено со жртвите на српскиот режим од меѓу двете светски војни, грчкиот режим во Егејска Македонија, на комунистичкиот режим после Втората светска војна. Тука зборуваме за илјадници и за десетици илјади на жртви. Тука зборуваме за поробување на целиот македонски народ. И да не зборуваме исто така и за жртвите на албанскиот тероризам, уште од времето, односно на албанскиот терор, уште од времето на Турско, кога тие како повластена муслиманска класа слободно плячкаат, силуваат, бесат, колат, прават што сакаат низ Македонија, запоседнуваат цели. Илјадниците жртви се на тие луѓе, на тие нации, на тие држави, не се на ВМРО. Тричковски понатаму вели: во народоослободителната борба и антифашистичката револуција ги нема ВМРО, не само затоа што со решение на бугарската влада биле распуштени како организација, мислам некаде во 1934 година, туку и затоа што мислеле дека бугарското присуство во Македонија е дефинитивно остварување на нивната мисија. ВМРО е распуштено во пролета 1934 година како производ на ултиматумот на Балканскиот пакт, потпишан од Србија, Романија, Грција и Турција, кој што и бил поднесен на бугарската влада, дека доколку таа не го реши проблемот со бандитите кои што наблегуваат на српска територија, на српска и грчка територија, доколку настане уште еден инцидент од тие бандити, дека сите држави здружено имаат се прават договор здружено да извршат инвазија на Бугарија и да ја држат под окупација додека тие не одредат дека проблемот е решен. Во исто време, бугарскиот цар Борис прави репрошмент, односно помирување со српскиот крал Александар, и на тој начин бугарската држава го предава ВМРО, лидерството на ВМРО заминува во бегство и таа е ефективно распуштена и разоружена. Христов опишува како цели коли со оружје били изнесувани од селата на Пиринска Македонија, кои што биле упориштето на ВМРО. Сите знаеме дека Ванчо Михайлов воопшто не ни бил близу Македонија за време на Втората светска војна.
И еве го главното сега. На некој начин ми е драго што одиме во насока која ги потврдува моите тези за лажната и во крајна линија опасна историска втемеленост на Македонија во митот за ВМРО. Еве ја целата приказна. Еве што се обидуваат да направат со ова добрососедство со Бугарија. Повторно се обидуваат да го избришат ВМРО. Значи, на некој начин, вели Тричковски, ми е драго што одиме во насока која ги потврдува моите тези за лажната и во крајна линија опасна историска втемеленост на Македонија во митот за ВМРО, за опасната и смртоносна политичка концептуализација на тој мит во ликот на ВМРО ДПМНЕ. Драго ми е што се приближивме до свеста дека тој ВМРО-ски линденски циклус е исцрпен или дека е пред исцрпување и дека без сериозна демонтажа на таа културолошка чудоредна и идејно политичка планина не можеме да одиме напред. Драго ми е што се доближуваме до моментот кога ќе мораме најсериозно да се пресметаме со самите себе. Да се пресметаме со самите себе си, па тоа веќе го правиме 70 на години. Ова не е ништо ново, ова се досијата, архивите на УДБА полни со прогонувани македонци од страна на други македонци кои што се застапници на македонската кауза, на идејата за обединета самостојна слободна Македонија, и македонците кои што се спремни да слугуваат на секоја друга кауза само за да се докрепат до некаков бенефит, до некаков профит во овој момент, во овој живот. И во крајната пресметка, овој заклучок на објавата на Тричковски точно ни ја дава сликата за тоа што значи диалектичката зона на самракот. Да луѓе кои што сум ги сметал и кои што се уште ги сметам за интелигентни, попаднат на манипулацијата дека ете одеднаш комунистите се ДСМ-овците се пишманиле и тие веќе не се антибугарски настроени, дека тие веќе не се антивмровски настроени, туку дека тие се сега одеднаш расположени историјата да ја читаат како што била. Па чекајте сега. Зарем не гледате дека сушност целиот овој текст е само повторување на онаа старата комунистичка, србо-комунистичка теза дека ВМРО била бугарска организација и се борела за бугарски интереси. Што е целата поента на текстот и на сето она што го зборуваат сега сите овие СДСМ-овци? Дека Гоце Делчев бил бугарин и дека се борел за Македонија како бугарска земја. Тоа Тричковски го пишува тука на 2-3 пати. Со тоа што правиме? Не се рехабилитира ВМРО? Што правиме со тоа ако признаеме дека Гоце Делчев бил бугарин или имал бугарска самоопределба и со тоа и ВМРО била организација која што се борела за Македонија како бугарска земја? Што правиме со тоа? Повторно ги осудуваме сите оние приврзаници на идејата на ВМРО како застапници на великобугарската идеја. И тоа е целата финта тука. Финтата е повторно да не преведат жедни преку вода. Финтата е повторно ништо да не се расчисти, ништо да не се научи, ништо правдината повторно да не излезе на виделина, повторно да не се направи никаква лустрација, никаква рехабилитација на оние кои што биле гонети за македонската кауза. Затоа, секогаш треба да бидеме апсолутно и крајно сомнителни кога некој нагло ќе го смени својот став по било кое прашање, без при тоа да даде разумно, логично образложение зошто дошло до таквата промена во ставовите. Јас секој пат кога ќе сменам став, мојот став е рационално и логично образложен и обично тој став не се тој промена на ставот не се коси со моите темелни принципи. Еве, например, да земеме мојот однос кон хомосексуализмот. Од секогаш сум бил толерантен и сум сакал на оние кои што не прават зло на некому
да не му се прави зло. И затоа своевремено имав либерален став кон хомосексуализмот, затоа што сметав дека едноставно тоа се луѓе кои што имаат некаква си дали е тоа мана, дали е тоа избор, дали е тоа едноставно генетски вродена определба, сега да не знам како другачие да ја кажам. Не сакав на нив да им се не сакав тие луѓе да се казнуваат само поради тоа. Меѓутоа, сега гледајќи што прават, како се користи хомосексуализмот од страна на оние кои што сакаат да го уништат здравото општество, како хомосексуализмот се турка напред и се користи како средство за разнебитување на општеството, сега мојот став кон хомосексуализмот е малку понелиберален. Повторно не сум да се казнуваат, да се убиваат, да се затвораат хомосексуалци, меѓутоа мојот став кон хомосексуализмот е дека тоа е дегенерична појава која што треба да се држи на маргините на општеството и подобро е хомосексуалците да се вратат во овде што викаат во шифонерот, односно во клозетот, да се вратат, да се скријат и тој животен стил да си го живеат тајно, а не јавно. Значи, мојот став се сменил до известна мера, меѓутоа во принципот останал ист. Не сакам невини луѓе да се казнуваат или да се повредуваат. Меѓутоа, дали го гледаме тоа во статијата на Тричковски, дали го гледаме тоа во новите ставови на Пендаровски, на Пендаровски кој што ја предводел одделение на тајната полиција која што гонела македонци за бугараштво. Дали се сменил ставот кај Геровски, кај Тричковски, дали се сменуваат овие ставови, но дали принципот останал исти? Не. Односно, принципот останал исти кај нив, точно е, се извинувам, принципот останал исти, затоа што тие всушност нивните ставови се менуваат само за нијанса. Сега едноставно го фрлаат и Гоце Курбан за да ја додржат тезата дека ВМРО била бугарска организација, чија што цел била спроведување на великобугарска политика. Тоа ништо не е сменето. Ништо не е сменето, во тоа нема ништо различно од обвинителниот акт против групата судена со Коста Терзиев во 1946 година за ванчо-михайловизам и предавништво. Сето тоа е останато исто. Значи, ова е учебнички пример на пита гомнарка. Имаше тука некои солидни факти, меѓутоа, воглавно станува збор за манипулација и клучниот заклучок е дека треба да се откажеме од ВМРО, затоа што ВМРО ДПМН е проблематично, меѓутоа и ВМРО е проблематично, да се откажеме од минатото и да почнеме да гледаме кон иднината. И што ќе правиме ако продолжиме да гледаме кон иднината без да се соочиме со минатото? Тоа е она што го опишував минатиот пат во бонус содржината. Ние денес постојано се вртиме во еден маѓепсан круг, постојано се чудиме како кучето што си го брка опашот, се чудиме зошто сме проколнати, зошто не можеме подобар животен стандард да обезбедиме, зошто луѓето умираат млади, зошто младината ја напушта земјата. И наместо да погледнеме, ние се занимаваме со симптомите на проблемот. Заев краде, Курто краде, овој краде, оној краде. Тоа се симптомите на проблемот. Тоа не е самиот проблем. Проблемот е што ние сме под опсада на туѓинска власт, која што не ни дозволува да си ја почитуваме нашата историја. И која што не ни дозволува да ја проучиме историјата за да станеме подобри луѓе. Ние сме под окупација на еден режим кој што свесно го држи македонскиот народ осиромашен, го држи на работ на екзистенцијата, за да може полесно да го контролира.
И сега. Вчера едно меме многу полезно испадна. Значи, ново програмирање на NPC-то SDS-овско. Прво беше Стокова Маровска, Тодор Александров е бугараш. Сега новиот програм вели Делчев е бугар што се борел за Македонија. Сега. Овие мемиња се добри и секако е позитивно тоа што полека но сигурно се рехабилитира Тодор Александров, меѓутоа се дури не го рехабилитираме Ванчо Михајлов, ништо не сме постигнале. Тодор Александров до известна мера име, како да кажам, пасува кај комунистите затоа што тој е замешан околу подпишувањето на Мајскиот манифест. Тоа е манифест кој што ја поврзал ВМРО со Комунистичката интернационала, меѓутоа тоа е веројатно причината или можно е на еден или на друг начин и едната и другата теза која што се вртат околу атентатот на Александров, тоа е причината поради која што на крај тој доживува атентат. Значи Мајскиот манифест Александров лично не го подпишал, туку со полномошно на Чаулев, мислам, беше подпишан. ВМРО да и се придружи на Комунистичката интернационала. После неколку дена Александров го повлекува својот подпис и многу брзо после тоа Александров умира. Значи Александров, иако ја возобновува ВМРО за време на српската окупација, тој не е оној кој што ја води главната борба. Главната борба против српскиот режим во Македонија и против комунистичкиот режим подоцна ја води Ванчо Михајлов. И она што е клучно, во архивите на УДБА не постои линија на работа Тодор Александровизам. Туку постои линија на работа Ванчо Михајловизам. Тоа е линијата која што наизменично се води или ВМРО или ВМ. Подоцна таа линија се преименува, односно со независноста на Македонија, таа линија на работа се преименува во македонски екстремизам и врховизам. Сега, значи, ние мораме, не е доволно рехабилитирањето на Александров, туку мора да го рехабилитираме Ванчо Михајлов, за да можеме да ги рехабилитираме сите оние останати македонски националисти, кои што биле гонети од страна на УДБА како бугараши, поради тоа што тие биле приврзаници на идејата на ВМРО за обединета, независна и демократска, односно слободна македонска држава, Македонија на македонците. Значи, што е најважно за нас во моментов? Во моментов за нас најважно е да признаеме дека повеќето македонци во иринденскиот период, па се до Втората светска војна, па и известен број и подоцна, се изјаснувале како бугари. Што значи дека луѓето како Ванчо Михајлов не биле исклучок. Туку дека тие биле дел од нормалното македонско изјаснување од нормалното македонско население кое што се сметало себе си за бугарско. Повторно ќе речам, сега не е момент, не е потребно сега да одиме во овој момент да цепиме влакна, да разбираме зошто тоа било така, како било, или да ги разбереме сите причини околу тоа. Најважно е да разбереме и да признаеме дека сите македонци, сите луѓе кои што денес ги сметаме за македонци, дека нивните предци биле декларирани како бугари. Се декларирале како бугари, биле забележани како бугари. Причините зошто ќе ги изнаоѓаме подоцна. Меѓутоа, сега е најважно да признаеме дека сите тие се декларирале како такви и дека затоа што Ванчо Михајлов се декларира како таков, тој не е исклучок.
туку дека тоа е дел од нормалното изјаснување на македонците. И дека и покрај тоа што тие луѓе се изјаснувале како македонци, односно како бугари, тие се залагале за македонска држава. Повторно не е важно сега дали е тоа како причина за придржување до Берлинскиот договор. Тоа е сосема неважно. Или од било која друга причина тие се залагале за македонска држава. Важно е дека дејците за македонската кауза се декларирале како бугари, биле забележани како бугари и дека се залагале во прво време за македонска автономија, а подоцна за македонска независна држава. Што значи дека можеме да поврземе една директна линија помеѓу тие луѓе од крајот на 19. век до оние кои што денеска се залагаат за македонската кауза и да кажеме дека тие луѓе се борат за истата цел, за истата идеја и дека и покрај бугарското потекло на организацијата, па дури и на каузата, дека тие луѓе не се бугараши, туку дека се македонски националисти и македонски патриоти. Најважно во сето ова е толкувањето на сето тоа за денешни потреби. Затоа што, како што реков, имаме 70.000 или 100.000, не знаеме колку луѓе имаме гонети од УДБА под изговор дека тие се соработници на бугарските тајни служби, чија што цел е насилно рушење на државниот поредок на републиката, затоа што тие се држат на ВМРО-вска идеолошка линија. И тука започнува и завршува сето тоа. Значи, она што не интересира во моментов е да признаеме, да прифатиме и да го потврдиме како фактички тоа дека македонците од средината на 19. до средината на 20. век се декларирале како бугари и биле запишувани како бугари. Особено кога станува збор за декларирање кај оние кои биле образувани. Необразуваните имаме примери, имаме инстанци запишани од Brailsford, имаме сигурно имаме слушано од нашите предци, од нашите баби и дедовци, особено оние кои што биле неписмени, дека тие кај нив немало бугарски идентитет. Меѓутоа, зборуваме за образуваните, а во тој период значително добар дел на македонското население бил образуван. Зошто тоа било така е прашање кое што треба да го разгледуваме откако ќе го прифатиме ова сознание, откако ќе се помириме со него, откако ќе ги рехабилитираме оние кои што биле гонети како бугараши, кои што кога ќе ги прифатиме, нив кога ќе ги вратиме во нашето општество, кога ќе им дозволиме тие да просперираат во нашето општество, затоа што тука станува збор за многу способни луѓе, за многу интелигентни луѓе, за амбициозни луѓе и за сосема патриотски настроени луѓе, кога на тие луѓе ќе им дозволиме да се вратат во нашето општество, да почнат да го развиваат и економски, и културно, и филозофски, тогаш ќе дојдеме и до одговорите зошто македонците меѓу 7 и 20 век се забележани како бугари. Меѓутоа, се дури се откажуваме од ВМРО, се дури одбиваме да ги рехабилитираме ВМРО-вските патриоти, се до тогаш ќе се вртиме во овој маѓепсан круг како куче што си го брка опашот. Се дури се откажуваме од ВМРО, ние се откажуваме од нашата кауза. А ако се откажуваме од нашата кауза, тоа значи дека се откажуваме од идејата дека треба да постоиме. И тогаш, полекано сигурно, ќе не изеде помрачината. Ќе не проголтаат соседните нации, ќе не проголта некоја идна империја, дали ќе биде тоа Бриселската империја, дали ќе биде тоа возобновена Византиска империја или Турска империја.
времето си тече, историјата се повторува, затоа што луѓето се исти. И ние мораме да постапуваме совесно во тој свет, за да научиме многу убаво што работат сите, за да знаеме како да постапуваме. Значи, мислам дека е доволно за денеска. Разгледавме два примери на тешки манипулации, на тешки талмудски магии, кои што нашиот државен врв ги наследил од нашето византиско културно наследство. И тука, значи, доаѓаме до една сериозна точка во нашиот понатамошен развој, кога ќе треба да размислиме дали ќе треба да продолжиме да живееме во светот, во византискиот свет, или полека но сигурно да се оддалечуваме и да бараме решенија надвор од него. Се надевам дека и овој пат содржината која што ја понудив беше интересна и дека и понатаму ќе останете со нас во нашата борба за осознавање и распространување на вистината, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање.